Добродојдовте во рубриката посветена на жените и женските теми. Наша денешна соговорничка е Маја Балшичевска од Глас против насилство, со која што сакаме да поразговараме за една тема за која мислам дека не се говори доволно често, а тоа е реинтеграцијата на жените жртви на насилство и семејно насилство. Маја, ви благодарам што се вклучувате ова утро во нашата емисија. Добро утро, Зашка, драго ми е да бидам дел од емисијата. Да. На почеток не е лошо, ми се чини да кажеме, да дефинираме што се подразбира овој поим на реинтеграција на жените жртви од насилство и семејно насилство. Пред се реинтеграцијата како термин, дури ние кога разговаравме за оваа тема, не е баш позната во нашето општество. Именно реинтеграцијата на жени кои преживеале некаква форма на насилство е дел од процесите за справување со насилство врз жени и семејно насилство како феномен. Реинтеграцијата редовно оди со процесот на рехабилитација на жените кои преживеале насилство, и ако можеме овие два термина да ги преведеме, би добиле некоја дефиниција дека со овој процес се прави целосно вклучување или враќање целосно во општеството, односно интеграција и опоравување, односно рехабилитација на жените кои преживеале некаква форма на насилство. Самата реинтеграција значи и процесот на рехабилитација значат дека со жената која преживеала насилство се работи од повеќе аспекти. Значи таа се реинтегрира и од психолошки, и од социјален аспект, и од правен, и од економски аспект, и од аспект на домување, се со цел за таа да може да се врати и во својата примарна заедница, да речеме семејството, локалната заедница, но и во поширок општествен контекст, целосно да се врати во самото општество, сметајќи дека во периодот додека трпела насилство или преживувала насилство, не била дел од целосно вклучена во општеството како граѓанка. Да. Според едни податоци од 2018 година од истражување на ОПСЕ, 60% од жртвите на семејно насилство биле контролирани од сторителот и немале никаков или имале контролиран пристап до финанси. Така што нивните деца исто така биле користени како средство за уцена да се вратат тие кај сторителот на насилството. Сите овие податоци покажуваат дека всушност голем дел од таа реинтеграција е во финансискиот момент. Така, Зашка, именно економската зависност, односно неможноста да обезбеди финанси, безбедно домување и еден безбеден живот, да речам, за себе и за незините деца, се една од главните причини поради која што жените не се одлучуваат да ја напуштат насилната средина, односно да го напуштат партнерот, и од тој аспект реинтеграцијата е исклучително важна, бидејќи таа опфаќа, да речам, 5 столбови со кои што сето ова треба да се надмине. Именно носечки столб на реинтеграцијата е поддржано домување, односно домување кое што ќе го обезбеди државата или некој специјализиран сервис, каде што жената и децата ќе можат да живеат безбедно со обезбедени кирија и трошоци за храна, режетски трошоци и слично на одреден временски период, најмногу до 2 години. Потоа одредена финансиска помош која што би можела да опфати ослободување од партиципација за предучилишни установи, ослободување од партиципација за здравствени услуги на одреден период, не знам, автобуски билети за јавен превоз и така натаму, финансиска помош која што ќе помогне таа да влезе во процес на независност, и овој процес се следи постојано со задолжително психолошко советување и со така наречен ментор за економско јакнење, кој што заедно со Агенцијата за вработување, центрите за социјална работа и се разбира работодавци со кои што има некаква соработка, ја водат жената низ процесот на незино стабилно вработување, секако клучен процес кој што мора да е вклучен е кариерното советување или кариерен советник кој што
нели заедно со менторот за економско јакнење ќе помогне на жената да обезбеди долготрајно и стабилно вработување, со кое што таа ќе може да стане економски независна, да се грижи за себе и за своите деца. И при тоа таа жена нема повторен ризик за да се врати кај насилниот партнер или пак да западне во нова насилна врска поради тоа што е нели економски или финансиски нестабилна. Така да ова е една од клучните функции на реинтеграцијата, а тоа е спречување на идно насилство и спречување на насилство кое што тековно се случува, и помага нели на жената да донесе одлука да ја напушти насилната средина или пак таа што веќе ја напуштила насилната средина да може самостојно нели да продолжи да се реинтегрира во општеството. Вие во Глас против насилство во рамки нели на националната мрежа правите вакви и обуки и помош давате, практично работите на таа интеграција, но ми се чини дека треба повеќе и институциите на државата да бидат вклучени. Така, всушност реинтеграцијата како процес кој што е препознан во државата е нов, имено во новиот закон за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство. Реинтеграцијата ја имаме во законска рамка во членот 99, наречен програма за реинтеграција на жени жртви на насилство. И овој член предвидува дека се креира национална програма за реинтеграција која што содржи нели форми на поддржано домување, финансиска помош, психосоцијално советување и економско јакнење, и при тоа се опфаќа и институции, односно релевантни чинители кои што треба да го спроведуваат овој процес. Оваа програма не е донесена, во моментов сме во процес на креирање на самата програма, нели Министерството за труд и социјална политика го води работната група каде што ние членуваме, каде што се креира оваа програма. Штом ќе се усвои програмата, понатаму институциите како што се центрите за социјална работа, Агенцијата за вработување, потоа локалната самоуправа, па и Министерството за транспорт и врски кое што е задолжено за домувањето, нели, и како и граѓанските организации ќе бидат оние институции кои што ќе треба нели да имплементираат оваа програма на терен. Во моментов услуги кои што се поврзани со реинтеграција нема на територијата на Македонија, односно не се институционализирани. Именно ако зборуваме за психосоцијално советување од аспект на реинтеграција, тоа се спроведува и со години наназад, меѓутоа не е оформено, не е врамено како нешто кое што е дел од други процеси. Во моментов ние раководиме со куќа за отворено домување, националната мрежа против насилство, поддржана е од град Скопје, и таа куќа се наоѓа во Скопје и е прв, да речам, официјален сервис или услуга за реинтеграција во нашата држава, па дури на ниво на Западен Балкан. И преку оваа куќа се нели спроведува целесниот процес на реинтеграција и рехабилитација со сите оние претходни 5 столба кои што ги споменав. Меѓутоа, оваа куќа има 4 спални, каде што може да се сместат најмногу 4 па и 3 жени со нивните деца, зависно колку деца има, што значи дека таа дури за град Скопје е многу мала. Еден сервис многу малку, и е потребно секако апсолутно и во Скопје да има повеќе вакви сервиси и низ државата. Ние во моментов работиме и со 8 граѓански организации, членки на националната мрежа, кои што во 8 градови истражуваат на терен што постои како ресурс и можност и што е потребно на жените кои што преживеале насилство во нивната општина од аспект на реинтеграција, и сите тие 8 организации со локалните општини ќе креираат, да речеме, локални оперативни или акцијски планови, како ќе ги наречеме, преку кои што ќе може да се имплементира онаа национална програма за реинтеграција, и каде што ќе се нагласи клучната улога на локалната самоуправа, на единиците на локална самоуправа во нивната обврска за финансирање на вакви специјализирани сервиси и обезбедување форми на финансиска помош
на жени кои што Да. преживеале насилство. Маја, ви благодарам многу за овие информации за кои што допрва треба да видиме дали ќе профункционираат во реалноста, како тоа ќе функционира во реалноста и тоа што како закон и како програма ќе се донесе. Ќе биде, верувам, поинтересно да се види тоа во праксата како ќе функционира понатаму. За сега многу ви благодарам што се вклучивте во денешното издание на Утрински брифинг и ви благодарам многу. Благодарам и јас, поздрав. Поздрав.